Денес Православната црква ги празнува светиот апостол и евангелист Марко и светиот Ананин Александриски. Светиот апостол и евангелист Марко. Марко му бил сопатник и помошник на светиот апостол Петар, кој во своето прво послание го нарекува свој син, не син по телото, туку син по духот. Кога Марко бил со Петар во Рим, верните го замолиле да им ја напише спасоносната наука на Господа Исуса Христа, неговите чуда и неговиот живот. Така Марко го напишал светото Евангелие, кое го видел и самиот апостол Петар и го посведочил како вистинито. Од апостолот Петар, Марко бил поставен за епископ и испратен во Египет на проповед. И така светиот апостол Марко бил и првиот проповедник на Евангелието и првиот епископ во Египет. А Египет целиот бил притиснат со густата темнина на незнабоштвото, идолопоклонството, баењето и злобата. Но со помошта Божја, свети Марко успеал да го посее семето на Христовата наука по Лавија, Амоникија и Пентапол. Од Пентапол дошол во Александрија, каде што го водел Духот Божји. Во Александрија тој успеал да основа црква Божја, да и постави епископи, свештеници и ѓакони и се добро да утврди во благочестивата вера. Својата проповед Марко ја потврдувал со големи и многу чуда. Кога незнабожците подигнале тужби против светиот Марко, како разорител на нивната идолопоклоничка вера и кога градоначалникот почнал да трага по Марка, овој отишол повторно во Пентапол, каде што продолжил да го утврдува своето поранешно дело. После 2 години, Марко пак се вратил во Александрија на голема радост на сите верни, чиј број веќе мошне се умножил. Во таа прилика, Марка го фатиле незнабожците, го врзале цврсто и почнале да го влечат по калдрмата викајки: да го повлечеме волот во обор. Сиот со рани и крвав го фрлиле во самица, каде најпрво му се јавил ангел небесен, храбрејки го и крепејки го, а потоа му се јавил и самиот Господ Исус Христос и му рекол: мир на тебе, Марко, евангелисту мој. На што Марко му одговорил: мири на тебе, Господи мој Исусе Христе. Утредента злобните луѓе го извлекле Марка од самицата и повторно го влечеле по улиците извикувајки: да го повлечеме волот во обор. Целиот измачен и истоштен Марко изустил: во твоите раце, Господи, го предавам мојот дух. И така издивнал и се преселил со душата во подобриот свет. Неговите свети мошти од христијаните биле чесно погребани, за низ вековите да им даваат исцеление на луѓето од секоја болест и од секоја мака. Свети Ананин Александриски. Кога свети Марко стапнал од лагјата на сува земја во Александрија, му се скинала обувката на едната нога. Тогаш тој видел еден чевлар и му ја дал обувката на поправка. Шиејки, чевларот си ја пробол со шилото левата рака и почнало да тече крв. Чевларот лелекал од болка. Тогаш апостолот Божји замесил прашина со плунката своја и ја намачкал ранетата рака и одеднаш раката оздравела. Чевларот му се восхитил на ова чудо и го повикал Марко во својот дом. Слушнувајќи ја Марковата проповед, Ананин и така му било името и се крстил и тој и целиот негов дом. Толкаво благочестие и толкава ревност покажал Ананин на делото Божјо, што свети Марко го ракоположил за епископ. Овој свет човек бил втор епископ во црквата Александриска.